Јас барам точка 8, предлог закон за ставање во употреба на техничка опрема за транспорт да се тргне од дневен ред. Изминативе денови бевме контактирани од македонски предпријатија чијшто предмет на работа е монтирање и сервисирање на лифтови. Они тврдат дека ако овој закон помине, 30 мали македонски фирми кои имаат своји вработени, кои што плаќаат данок во Македонија ќе мора да згаснат, а ќе се обезбеди монополска позиција на една странска фирма. И сето ова се прави со европско знаменце, правило стана со европско знаменце и со европска приказна да се гази по народот, а дека е тоа така укажува и фактот дека спорниот член 19 став 3 кој што го оспоруваат овие мали македонски предпријатија, кој што ќе ги згасне овие компании, не произлегува од регулативата на Европска Унија со која што се согласува овој закон. Тоа се гледа и од кореспондентната табела која што ја имаме во материјалите. Членот 19 став 3 предвидува услови кои што ќе ги згаснат малите македонски фирми. Членот меѓу другото предвидува дека за сервисирање и монтирање на лифтови мора да се добие сертификат и согласност од производителите. Тоа во Македонија го може само оваа една странска фирма која си монтира и сервисира лифтови кои сама си ги произведува и сама си дава сертификати и согласност. Македонските фирми, ако ова помине, имаат опција само да згаснат. И оваа странска фирма и сега прави рушум на пазарот, во која згради да влезат, се инсталираат заклучен софтвер и тамо буквално македонска фирма потоа не може да припари, дури и да даде најдобра понуда, затоа што софтверот е заклучен. Македонија 30 години е горда капиталистичка земја и затоа полека и гордо си умира. Во капиталистичките земји големиот капитал ги контролира партиите, а партиите ја контролираат државата, или во превод, големиот капитал ја експлоатира државата за своите тесни интереси на сметка на јавниот интерес, а тоа не смее да биде така, затоа што државата постои за да го обезбеди и штити јавниот општи интерес. И сето ова не е далеко од памет и во овој случај, и затоа барам законов да се тргне од дневен ред, за да имаме време да ја расчистиме работава и да ги викнеме овие 30 на компании да ни кажат што има да ни кажат. Благодарам.